На 9 ноември 1923 година е убиен Димитар Ацев, македонски учител и комунистички деец кој делувал во редовите на Бугарската комунистичка партија во првите децении на 20 век. Учествувал во подготовката и организирањето на септемвриското востание. Бил убиен од страна на членовите на ВМРО. Како причина за неговото убиство од страна на ВМРО било наведено непочитувањето на договорот помеѓу ВМРО и Бугарската комунистичка партија за неширење на востанието во Пиринска Македонија. На 9 ноември 1944 година е ослободен Велес. Беше тоа на 9 ноември 1946 година, кога починал Александар Спиров, Развигоров, револуционер и учител. Роден е во 1874 година во Штип. Завршува на Кјустендилската педагошка гимназија. Учителствува во селото Ѓоешево, Кјустендилско и во Македонија. Активен функционер на ВМРО, председател на револуционерен комитет во Кочани. Во 1913 година е прогонет од српските власти во Бугарија и потоа е учител во племенското Лозаро-винарско земјоделско училиште. Еден е од издавачите и редакторите на албум Алманахот Македонија во 1933 година. На 9 ноември 1972 година починал Елисије Поповски Марко, како припадник на прогресивното работничко движење, станал член на Комунистичката партија во 1936 година. Учествувал во Шпанската граѓанска војна, каде пристигнал од Југославија на 15 јули 1937 година. Во април 1943 година дошол во Македонија. Бил политички комесар на првата оперативна зона на Народно-ослободителната војска на Македонија и член на главниот штаб на Народно-ослободителната војска на Македонија. Во август 1944 година бил учесник на првото заседание на АСНОМ. По ослободувањето бил на различни политички должности. Меѓу другото бил раководител на УДБА во Македонија до 1952 година. Починал во Скопје. На 9 ноември 1996 година, во квалификациите за светското првенство во фудбал, македонската фудбалска репрезентација во Вадуц против Лихтенштајн постигна рекордна победа од 11:1. Беше тоа на 9 ноември 2000 година, кога политичката партија на македонците од Егејска Македонија на Генералното собрание на Европската слободна алијанса, одржано на 9 и 10 ноември, е примена како полноправна членка. На 9 ноември 2001 година, Наставно-научниот совет на Правниот факултет во Скопје донесе одлука со која Правниот факултет се именува во Правен факултет Јустинијан I. Беше тоа на 9 ноември 2005 година, кога Европската комисија даде позитивно мислење за кандидатурата на Македонија за членство во Европската унија и му препорача на Европскиот совет да ја даде статус кандидат.